Она што е важно е особено ако тргнувате некаде на пат, да бидете за почеток одморени, тоа е основната препорака, а потоа она неопходното е се разбира да се внимава на сите сообраќајни правила. Но ајде да влеземе во детали и да се потсетиме зошто и на кој начин треба да бидеме одговорни кога станува збор за сообраќајот ова лето. Никола е на терен и ќе ни каже. Никола, добро утро. Добро утро, студио. Како што кажавте и вие, зборуваме за важна тема. Летниот период е време кога особено се зголемува сообраќајот на патиштата и безбедноста секогаш во истиот треба да биде на високо ниво и со тоа и нашата одговорност. За тоа како безбедно да се стигне и до летната дестинација, но и низ градот, зборуваме ова утро со мојот соговорник Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кого ќе ги споделиме некои препораки и апели како безбедно да се стигне до било која дестинација, дали пеш, дали со мотор, велосипед, тротинет или со возило. Добро утро, Андоновиќ, ви благодарам што ја прифативте поканата на Сител ова утро. Важна тема имаме денеска со започнувањето некако на повисокиве температури, зголемувањето на фреквенцијата на сообраќајот на патиштава, се зголемува и ризикот од сообраќајни незгоди. Се придржуваат ли нашиве возачи, да речам, па и оние туристи кои транзитираат низ државава до сообраќајните правила и прописи и како безбедно да се учествува во летниот период во сообраќајот? Прво во вашата најава да додадам, сите кои тргаат некаде знаат како треба да дојдат, но работата колку ги почитуваат правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација и колку воопшто сакаат да бидат во склад на тие норми и регулативи, но и на тие етички и културни однесувања во сообраќајот. Како да се стигне, се знае на подолги дестинации, на овие горештини, возачите кои возат на подолго, на 2 часа, барем 20 минути треба да бидат, да застанат, да се одморат, да се напијат вода, кафе и сето тоа. Претходно се разбира да го видат возилото дали им е исправно, да не возат по секоја цена на подолго време, туку да прават поголеми паузи. И сега ова што го зборувам, сите го знаат. Работата е дали ќе се придржуваат. Се разбира, некој вели, ја можам и 5 часа без престан да возам, мене ми се брза, што има да застанувам, но имате и возачи кои застануваат на 1 час, на половина час, на 2 часа. Не е важно за колку време ќе стигнете, важно е да стигнете безбедни. Оттаму и учесниците во сообраќајот се разбира се делат на одговорни и неодговорни, на внимателни и помалку внимателни, на луѓе кои почитуваат правила и прописи и не почитуваат правила и прописи, и конечно како и во животот има културни возачи и некултурни возачи. Така е, кога зборуваме за летниот период, скоро секоја година Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта ја спроведува летната кампања. Што опфаќа таа и која е крајната цел преку овие теренски активности што ги спроведуваат? Па тоа е први новој апел кој ги подсетуваме луѓето дека на подалечни дестинации треба да не сме да возат, како што се вели народски, во еден дах, туку нели да возат и да одмараат, претходно да ги проверат техничките карактеристики, односно состојбата на возилото со кое патуваат, да внимаваат, се разбира, ако имаат, сите имаат клима уред, ако внатре ви е 20 на степен или 18, а после излезете од еднушка на 40 на жежок асфалт, може да дојде до некој здравствен проблем. Значи да се внимава на тие работи, повеќе се конзумира течност и сето на што велат докторите. Ние како совет на терен, кога се поголеми горештини на наплатни рампи, долж автопати, имаме онакви пунктови каде што им даваме флаери, каде што им даваме вода, каде што едноставно ги на некој начин културно ги тераме возачите малку да запрат, малку да земат душа и да одморат, бидејќи малкумина препознаваат дека освен онаа зимска кампања, кога е зимо, кога се внимава голомразица, магла, лоши временски услови, зимска кампања па се внимава, а малкумина ја подценуваат летото, горештините кои исто така може да предизвикаат несакани последици во безбедноста на сообраќајот. Така, значи веројатно тие пунктови ќе бидат стационирани ширум автопатиштата низ држава во следниот период. Улиците, автопатиштата сега јас не можам да кажам прецизно каде, но секоја година ние со години летната кампања така ја правиме, ги потсекаме едноставно учесниците во сообраќајот да бидат повнимателни и она што го зборуваме секогаш да се движат
и да ги гледат условите на патот и нели временските услови. Се знае, може да има големи температури, високи температури, се разбира, може условите на патот да не се добри. Ако ви пишува знак да можете 110 да возите, ако гледате дека на патот немате услови, ќе возите 40, што ако ви пишува 110. Зборувам, тоа е таа јавна свест да се подигне. Полека малку, ќе стигнеме на време, важно е да стигнеме безбедни. Дали ќе стигнеме за 1 час или за 3 часа, зборувам на овие дестинации. И особено, она што може би по изминатиот период повеќе апелираме по голема концентрираност во сообраќајот. Знаете, преку работната година луѓето се деконцентрирани со своите проблеми, со своите работни обврски и возат рутински. Да го прашате некој да вие дали му текнува утринава како возел до работното место, може би и заборавил. Зборуваме сега за одмор. Кога одите на одмор, кога сте поопуштени, помалку, тука паѓа концентрацијата. Апелираме да бидете поконцентрирани. Бидете концентрирани во сообраќајот, стигнете на посакуваната дестинација, па потоа опуштете се. Избројавме околу 50 на учесници во сообраќајот на велосипеди и електрични тротинети. Тука има и кампања која директно ги е насочена кон нив за нивно безбедно учество. Малкумина, ако не и дали на една рака може да се изброат оние кои носеа заштитен шлем. Што им препорачувате нив? Зошто е важно да носат заштитен шлем и на мотор, што е нели законска обврска, на велосипед што е засега на база на препорака и на тротинет? Зошто не можеме да сватиме таа важност од потребата да се носи заштитен шлем на главата? Бидејќи нашиот народ едноставно во склад со својата културолошка карактеристика понекогаш има отпор или не обрнува многу внимание. Ајде, шо ќе ми е сега шлем, се додека нема заштитна кацига, се додека не дојде у ситуација да не дај Боже се повреди, па да ја разбере поентата на овие апели. Се разбира за велосипедите и тротинетите не е задолжително, но чим се препорачува, значи добро е да го имате. Еве може и камерата да сними додека зборуваме, ни еден велосипед, ни еден тротинет ниту носи заштитна кацига, ниту пак оди во склад со насоката на движење каде што треба, зашто треба да правиме дополнителна кампања. Во однос на мотоциклистите и овие мопеди кои се нели АМ практично треба возачка дозвола и 16 години до 49 кубика, тие мора да носат заштитна кацига и јас мислам дека за разлика од велосипедиве и тротинетите, колку што успеам да видам речиси по големиот дел изминатите години почна да донесат заштитна кацига, а тоа е поради нивната безбедност. Не се работи дали вас некој ќе ве казни или не, дали вас некој ќе ве види или не, и дали вие некого сте измамиле со тоа што сте возеле без кацига. Се работи вие самите да разберете дека заштитната кацига ќе ве спаси главата од евентуален пад, од евентуално нешто да ве удри, сепак сте изложени надвор, друго е кога сте во возило затворени. Така да апелираме, потсеќаме, и тоа е таа сообраќајна култура и јавна свест. Не морам јас да ви кажам дека треба да носите кацига. Вие самите треба да сакате да ја носите заради вашата безбедност. Кога зборуваме и за летниот период, некако период, особено во вечерните часови, кога барем во главниот град се слушаат мотори со голема бучава низ градот, дури некои улични трки. Дали тука станува збор за недостаток на сообраќајна култура, недоволно слушање на апелите или можеби треба да се засили репресивната казнена политика? Сите три. Првин да кажам, за сите тие мотори, ајде да почнеме со овие помаливе. Ја слушате бучавата и непријатниот звук, овие помаливе мотори повише се слуша до што одат. Тоа е малку и сообраќајна култура. Знаете, вие сте го купиле тој мотор, но тоа не ви дава за право сега да реметите нели јавен ред и мир од аспект, посебно ноќно време. Сведоци сме на тоа. Има законска регулатива колку треба да е силна бучавата на тие мотори. Која спроведува. Треба порепресивни мерки според мене, бидејќи ако гледаме дека некоја работа ностоп се повторува и кај би рекол иста категорија на граѓани, тога или учесници на сообраќај, тогаш тука треба и да се реагира. Се разбира, но вие треба да бидете културни и да сватите дека како ноќно време во некоја населба каде што сите веќе спијат и е мирно и не се случа ни еден звук и вие доаѓате со тој мотор, збориме сега за мотоцикл, било кој, и бучава имате специјални ние ауспуси, сето тоа, вие самите треба да имате некаква сообраќајна култура. Сега кој ве чул, некој ќе ве пријави, полиција може ќе дое, нема да дое, може ќе ве казнат, може нема, но
Повторно велам, се е човечки фактор. Не се работи да има репресивни мерки. Работата е, значи, не да ги лекуваме последиците, туку да ги отклониме причините. А причините се знаат. Однесувајте се културно во сообраќајот. И ноќно време и денски, во однос на трките. Затоа не можам да коментирам. Тука треба МВР, според мене, јас тоа го кажуваме нон-стоп, дека треба да тоа е нивна работа. Значи, ако имате вие категорија која нон-стоп прави трки по булевари или тоа, се знае како тоа завршува. Тие знаат. Ке подсетам, во град дозволено движење на брзина е 50 км на час. Не е ни 55, ни 60, ни 120. Независно дали се празни улиците или полни улиците, 50 км на час е дозволена брзина во град. Секој над 50 км возење подлегнувате под законска репресивна мерка, односно казна. Да, мислам дека имаме уште малку време да опфатиме и најранливата група во сообраќајот, тоа се пешаците, но можеби и најнедисциплинирана. Посебно во овој период од годината кога е топло, па некој ќе рече па поминав на црвено, не ми се чекаше, беше многу топло. Што е пораката до нив? Дали навистина тие 5-6 минути плюс што би ги добиле, да речам, со тоа што ќе поминат на 4-5 пешачки црвени семафори, ќе им промени нешто суштински во животот? Истиот аршин и за пешаците. Првен да кажам, најмасовната категорија на учесници во сообраќај се пешаци, бидејќи пешаците сите сме ние првим пешаци. И моторџиите се првим пешаци, па потоа моторџии, камионџиите се првим пешаци, па потоа камионџи. Најмасовна, најнедисциплинирана, бидејќи е најмасовно, но генерално не постои недисциплинирана категорија на учесници од сообраќај. Имате дисциплинирани поединци и недисциплинирани поединци. А пешаците, за жал, повеќето имаат некакво размислување дека не подлегнуваат под законски прописи или во превод, сметаат дека имаат право. Но и пешаците, како и останатите учесници во сообраќај, подлегнуваат под законски правила и прописи. Треба да ги почитуваат правилата. Не е само дали е зелено или црвено. Пешачки премин и повторно ќе кажам, култура во сообраќај, тоа го зборувам нон-стоп. Вие можеби имате право, но ако нема услови, оставете ги возилата да поминат, па преминете. Второ, додека чекавме да се вклучиме во живо во програма, бевме сведоци колку пешаци овдека прерипа буквално за 20 метри од пешачкава зебра преминуваат, прескокнуваат, буквално го ризикува животот за 20 метри да оди подоле до пешачката зебра. А при тоа, велам, ништо не ги кошта да дојдат, ништо нема да загубат, само ризикуваат, но тоа е и сообраќајна култура. Повторно ќе кажам, тоа е и култура. Треба вие самите да кажете, не, нема да преминам тука, ќе преминам таму каде што е означено. Ако нема возила, вас ви е црвено, ќе стоите, зошто да преминувате? Црвено ви оставете, црвено е, нека може дека излета некоја брза кола или нешто. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот. Нека ги почитуваат правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, нека си ја подигнат малце свеста, нека бидат културни во сообраќајот. За пешаците, рековте, ќе го кажам тоа на крај. Немојте кога сте пешак да ви се виновни возилата, а кога сте возач да ви се виновни пешаците. Благодариме за вас. Студио, како што слушнавме и од мојот соговорник, пораката од тука е дека сообраќајната безбедност зависи од сите нас и во сообраќајот не сме сами, туку учествуваме заеднички со другите. Да, Никола, ако дозволиш само едно дополнително прашање, голем поздрав до твојот соговорник Дејан. Некако, кога зборуваме за безбедноста во сообраќајот, пречесто или повеќе се фокусираме на возачите, отколку на пешаците. Дејан кажа сега на самиот крај дека кога сме пешак ни одговара да ги обвинуваме возачите, кога сме возач да ги обвинуваме пешаците, но колку е важно да има една кампања само за пешаците, бидејќи секогаш тие кампањи повеќе некако се насочени кон возачите. Ќе го поставиме сега тоа прашање. Прашање од студиото има, секако зборувавме за учеството на пешаците во сообраќајот.
Колкава е важноста да се спроведуваат кампањи насочени кон нив и каков е резултатот кој тие го даваат? Дали пешаците како учесници во сообраќајот подобро ги приемаат пораките кои ги пренесувате преку кампањите? Да не бидат пораките насочени само кон возачите, нешто што го споменавте и вие впрочем. Кампањите ги правиме ние низ цела година на неколку пати во зависност од календарот на активности насочено кон пешаците. Ги имаме преку цела година тие кампањи. Кога зборуваме за сообраќајот, велиме за возилата и мотоциклите, но велиме и за пешаците. Летната кампања, Европската недела на мобилност и сите оние кампањи низ цела година се однесуваат и на пешаците. Подобро време ги вадат велосипедите и тротинетите, но и зголемена фреквенцијата на пешаците. Овие кампањи се важни зошто бидејќи ги повторуваме, ги потсетуваме луѓето, понекогаш и се заборава, понекогаш влегуваме и во рутина на движење на сообраќајот и забораваме дека можеби можеме да сгрешиме. Апелираме до пешаците, мислам дека пешаците се недисциплинирани, зборуваме одредени нели поединци, не се сите, но мислам дека допира до нив бидејќи и тие увидуваат дека нивното евентуално неодговорно однесување може да ги чини да настрадаат. Апелираме и ние низ цела година во сите кампањи секогаш се насочуваме кон пешаците бидејќи ние сме први пешаци, па потоа се друго. Александар, мислам дека го опфативме и овој сегмент од тематиката сообраќај и веројатно и овој апел што го упативме тука дека без разлика во кој период од денот и како учествуваме во сообраќајот, дали со моторно возило, дали пешки или на велосипед, секогаш треба да се има во предвид дека животот нема цена, а и така треба да се однесуваме.